Бисмиллахи рахмани рахим. Браќа и сестри, вие го слушате вториот дел од книгата Нашето учење, напишана во 1902 година. Оние кои го почитуваат честниот Куран, ќе бидат почитувани од Бога. За вас е многу важно учењето, да не го оставате честниот Куран како книга која била напуштена, бидејќи во неа е вашиот живот. Оние кои му оддаваат почит на честниот Куран, ќе имаат почитување и од Бога. Оние кои честниот Куран го чуваат повозвишено од секој хадис, ќе имаат предност кај Бога. За човештвото на целата земја сега не постои друга книга, освен честниот Куран. За човештвото не постои друг пратеник или посредник, освен Мухамед салијалаху веселем. Затоа трудете се да ја почувствувате најголемата љубов кон овој пратеник, кој има голема чест, не давајки никому било каква предност над него, и така кај Бог да бидете запишани, како оние кои се спасени. И добро запомнете, дека спасот не е ништо што ќе се појави после смртта. Стварниот и вистински спас е единствено оној кој своето светло го покажува само во овој живот. Кој е спасен? Само оној кој има цврсто верување дека е вистината од и Бог постои и дека Мухамед салијалаху веселем е посредник помеѓу него и целото создавање, дека под небеската капа никој нему е рамен во положбата и височината, ниту било која книга и е рамна на честниот Куран, дека за никој друг Бог не сакал за секогаш да живее, како што сакал за овој благословен пратеник, дека Бог за неговиот вечен живот го положил темелот за продолжување на користа од неговиот шеријат и неговите духовни благослови до судниот ден. На крај, Бог го пратил ветениот Месија, неговиот духовен благослов и неговото доаѓање било многу важно за довршување на градбите на исламот. Било многу важно светот да не исчезне додека на Мухамедовото движење не му биде доделен еден Месија, исто како што му бил даден на Мусаовото движење. Големо внимание на тоа е посветено во овој ајет од честниот Куран. Упатине на правиот пат, по патот на оние врз кои ја разлеа твојата благодат, на оние врз кои не се разлеа омразата и на оние кои не залутаа. Муса го примил богатството кое било изгубено од претходните генерации, а Мухамед салијалаху веселем го примил богатството кое Мусаовото движење го изгубило. Сега Мухамедовото движење стои на местото на Мусаовото движење, меѓутоа неговата чест за илјадници степени е поголема. Оној, Мухамед салијалаху веселем, кој дошол после Муса, е подобар од Муса, додека Месијата во Мухамедовото движење го надминува Иса. И не само што ветениот Месија на Мухамедовото движење дошол точно 14 века после честниот пратеник, како што Иса се појавил 14 века после Муса. Според историјата на евреите, тие веруваат дека Иса се појавил 1400 години после Муса. Тој исто така дошол во време кога состојбата на денешните муслимани била истоветена со состојбата на евреите во времето на Иса. Јас сум тој, ветениот Месија. Бог го работи она што го сака. Незнајко е оној кој се бори со него. Џахил е оној кој приговара против него. Не е така, туку вака. Он мене ме прати со сјајни знакови, кои ги има повеќе од 10.000. Еден знак помеѓу нив е чумата. Затоа оној кој го прими вистинскиот баијат и стане мој следбеник од длабочината на своето срце и ми биде послушен и ги напушти своите лични цели и намери, единствено тој ќе биде оној за кој во овие денови на тешки несреќи мојата душа ќе посака да посредува.
О, сите оние кои се сметате за членови на мојот джемаат. Вие кај Бога ќе бидете вброени како членови на мојот джемаат, само кога вистински ќе почнете да напредувате на патот на богобојазливоста. Кога ги извршувате своите 5 задолжителни намази, со таква концентрација и стравопочитување во себе, како да го гледате Бог пред себе. Во името на Бог исполнете го постот со полна искреност. Секој од вас, кој е должен да плати зекат, нека плати зекат. И оние за кои аджилокот во Мека станал обврзувачки, на кои не им стојат никакви пречки на тој пат, нека извршат хач. Кога правите добродетелство, тоа правете го со убавина, напуштете го злото со омраза. Добро запомнете дека ниедно дело, какво и да е, не може да ве доведе до Бога ако нема таква богобојазливоста. Корен за секое добродетелство е таква, страв од Бога. Во кое и да е дело каде овој корен нема да биде изгубен, тоа дело исто така нема да биде изгубено. Неопходно е да бидете искушувани со тоа што ќе бидете ставани во различни жалости и несреќи, онака како што биле искушувани верниците пред вас. Затоа, бидете внимателни да не паднете духовно. Земјата не може да ви нанесе никаква штета, ако имате цврз однос со Бога. Кога и да направите било каква штета, тоа ќе биде само од вашите раце, а не од рацете на душманите. Ако целата ваша почит биде изгубена во овој свет, Бог ќе ви даде вечна почит. Затоа, не го пуштајте. За вас е одредено да бидете прогонувани на разни начини и многу ваши надежи ќе ви бидат скратени, но во такви случаи не тагувајте, бидејќи вашиот Господар ве остава на искушение, за да испита дали сте или не сте цврсто на неговиот пат. Ако сакате мелеките да ве фалат на небото, тогаш примајте удари и бидете среќни, чујте ја навредата и бидете благодарни, видете го неуспехот, но не прекинувајте со него. Вие сте последниот Божји джемаат. Правете добри дела кои достигнуваат највисоко совршенство. Правете добри дела кои достигнуваат највисоко совршенство. Секој помеѓу вас, кој се опушти и стане мрзелив, како нешто грдо ќе биде отфрлен од оваа заедница. Тој ќе умре со разочарување, а на никој начин нема да му наштети на Аллах. Гледај, со голема радост ви ги објавувам овие радосни вести дека вашиот Бог навистина постои. Со оглед на тоа дека сте негови суштества, Он го избра единствено оној кој него го избере. Он сам доаѓа кај оној кој иде кон него. Он покажува почит кон оние кои покажуваат почит кон него. Дојдете кај него со вистинско срце, чист јазик и очи и уши, за он да ве прими. Во поглед на верувањето, се што Бог сака и го бара од вас, е да се држите до тоа дека Бог е еден и дека Мухамед салијалаху веселем е негов пратеник, Катам ал-Енбија, највозвишен од нив. После него нема да биде друг пратеник, освен оној на кој ќе му биде дадена наметката на Мухамедијатот како бурус, одраз на одликите на една личност на друга. Бидејќи слугата не е одделен од својот учител, ниту гранката е поинаква од својот корен. Затоа, оној кој себе си потполно се изгуби за својот Господар, од Бога ја добива титулата пратеник. Тој не му нанел никаква штета на Катаман Небувату. Тоа е како кога вие го гледате своето лице во огледало. Сами сте, но изгледа како да сте двајца.
Ова е разликата помеѓу одразот на ликот и вистинскиот лик. Така Бог сакал заветениот Месија. Во тоа е тајната на она што го рекол Мухамед салијалаху веселем. Ветениот Месија ќе биде погребан во мојот гроб. Значи јас сум тој. Немојте да мислите дека јас имам две бои. Запомнете добро. Иса, синот на Меирем, е мртов. Неговиот гроб е во Кашмир, Срингар, Маала Кануар. Христијаните се согласуваат со тоа. Бог зборувал за неговата смрт во својата омилена книга. Ако значењето на овој ајет е поинакво, каде е тогаш веста во Куранот за смртта на Иса алейким селам? Ако овие ајети кои даваат значење за неговата смрт имаат друго значење, како што сметаат нашите противници, тогаш тоа значи дека во целиот Куран не постои ништо спомнато за неговата смрт, дека тој некогаш ќе умре. Бог ја дал веста за смртта на нашиот пратеник, салијалаху веселем, а во целиот Куран не дал вест за смртта на Иса алейхим селам. Што е причина за тоа? Ако кажете дека во овој ајет е веста за смртта на Иса алейхим селам, јас бев сведок над нив, се додека останав меѓу нив, а откако ти ме усмрти, ти остана чувар над нив. Од него произлегува дека Иса нема повторно да дојде на овој свет, бидејќи ако тој би дошол на овој свет на овој начин, тогаш одговорот на Иса алейхим селам е лага. Јас не знаев дека тие залутале после мене. Како личноста која се појавила на овој свет, живеела овде 40 години и видела милиони и милиони христијани кои верувале во него како во Бог и верувале дека треба да го скршат крстот и да го преобратат светот во муслимани, ќе може пред Бога на судниот ден да рече дека не знаела за оваа залутаност на христијаните. Од овој ајет јасно се гледа дека тој умрел пред христијаните да залутаат. Затоа ако значењето на овој ајет откако ти ме усмрти е дека Бог телесно го издигнал Иса кон небото, зошто Бог не ја спомнал смртта на овој човек во целиот Куран? Милиони луѓе биле уништени поради погрешното верување дека Иса е на небото како да Бог му дал вечен живот и тие луѓе станале мушрици, без вера. Како ова да не е грешка на луѓето? Како Бог ова да го одредил за луѓето да бидат во заблуда? Запомнете добро. Ако не е смртта на Иса, нема да биде уништено верувањето во крстот. Каква е користа од ова верување, кое е против учењето на Куранот, да сметате дека тој е жив? Пуштете го да умре за оваа вера, исламот, да биде жива. Бог ја покажал неговата смрт со своите зборови. Нашиот Ресуллах во ноќта на Мирач го видел Иса алейким селам помеѓу мртвите. Ако сега не сакате да ги прифатите овие факти, тогаш какво е вашето верување? Дали им давате предност на кажувањата на луѓето или на речта Божја? Каква е таа вера? Во честниот Куран има ајет кој истакнува дека Месих и неговата мајка отишле во Кашмир. Во ајетот се вели: и ние, Иса и неговата мајка, ги сторивме знаменија, и ние им одредивме засолниште на една зарамнета возвишица, мирно место со изворите на вода што тече. Овде Бог ја покажал точната мапа на Кашмир и зборот Ава, според арапскиот јазик значи засолниште после голема случка, проблеми и страдања. Немало никакви такви случки во животот на Иса и на неговата мајка пред распетието, така дознаваме дека Бог им дал засолниште после распетието. Нашиот Мухамед салијалаху веселем сведочел дека го видел Иса меѓу мртвите души. Дури и со својата смрт покажал дека никој пред него не бил жив. Меѓутоа, бидејќи нашите противници го напуштиле Куранот, го напуштиле и сунетот на Мухамед салијалаху веселем, бидејќи сунетот на пратеникот е тие да умрат
И овде покажува дека смртта е сунет на Мухамед салијалаху веселем. Ако Иса бил жив, тогаш смртта на нашиот пратеник за него би представувала срамота. Затоа вие не припаѓате помеѓу Ахли Сунетот и Ахли Куранот, додека не поверувате во смртта на Иса алейхим селам. Јас не сум против честа на Иса алейхим селам, со оглед на тоа дека Бог ми ја пренесе веста дека Мухамедовиот Месија има повисок ранг од Мусаовиот Месија. Сепак јас имам голема почит кон Месијата, синот на Меирем, бидејќи од духовна гледна точка јас сум Катамал Кулафа во исламот како Месија, а синот на Меирем бил Катамал Кулафа во синџирот на израилците. Во Мусаовиот уммет, ветениот Месија бил синот на Меирем, додека јас сум ветениот Месија на Мухамедовиот уммет. Затоа јас имам голема почит кон оној со кој носам исто име и кој и да каже дека јас не го почитувам, тој е голем лажливец и сплеткарош. И не само кон Иса, јас имам голема почит кон неговите четворица браќа. Иса имал 4 браќа и 2 сестри. Сите биле негови вистински браќа и сестри, тоест, тие биле деца на Јусуф и Меирем. Ова се имењата на неговите браќа: Јехуда, Јакуб, Шемун и Јузес, и сестрите Асија и Ледија. Бидејќи сите биле од иста мајка. И не само тоа. Јас ги сметам за чисти неговите 2 сестри, бидејќи тие биле во стомакот на чистата Меирем. Таа имала голема чест. Таа некое време се воздржувала од брак, но покасно се омажила додека била бремена со Иса. И тоа поради упорноста на постарите од заедницата. Некои дури и приговарале, бидејќи овој брак, склопен во текот на бременоста, е во спротивност на Теврат и дека Меирем ги прекршила ветувањата кои ги дала, дека ќе остане дева. Таа се омажила за Јусуф Наџар, кој веќе имал една жена. Со тоа, таа ја започнала праксата дека мажот може да има 2 жени, но јас велам дека овие работи биле резултат на притисок. Во ваква состојба, ние овие луѓе треба да ги гледаме со милост и да не ги обвинуваме. Денес го завршивме вториот дел од книгата Нашето учење. Еселаму алейкум.